Нема да поскапи струјата во Македонија. Владата бара начин таа да биде и поевтина, одговори денеска премиерот Христијан Мицкоски на пресконференција, одговарајќи на новинарско прашање. Тој рече дека се бара формула за намалување на цената или зголемување на ефтината тарифа. Мицкоски посочи дека акумулациите се исполнети со повеќе од 70% и дека хидроелектраните се подготвени за производство на електрична енергија. Најави дека во втората половина на месец август ќе биде представен напредокот на изградбата на ветерниот парк во Штип Карбинци. Имаме над 70% од акумулациите полни и подготвени хидроелектрани да произведуваат електрична енергија. Ние не размислуваме за зголемување на цената на електричната енергија. Ние правиме план како да најдеме формула да ја намалиме или барем ефтината тарифа да ја зголемиме. За разлика од најголемиот дел од земјите во Европа кои што планираат да ја зголемат цената на електричната енергија. И ќе ве потсетам, се реализираат големи капитални проекти, се надевам дека во втората половина на август месец ќе можеме да појдеме на лице место на терен да посведочиме како се развива најголемата приватна инвестиција во делот на енергетиката, во делот на обновливата енергија, а тоа е компанијата Алказар во општините Штип, Карбинци, Радовиш и Штип, Карбинци и Радовиш. Македонија во моментот е безбедна, но владата веќе прави планови за следните 10 години, подвлече премиерот Мицкоски. Тој вели дека проблемите што се наследени се големи, но се решаваат, а критика прифаќа кога основана и со аргументи. Што ние во моментот како земја сме безбедни и комотни, но истовремено правиме план за следните 10 години. За жал, предизвиците од минатото наследени се големи, не очајуваме, ги решаваме. Ке повторам, при решавањето имаме, се разбира, и критика. Јас секогаш како председател на владата сум подготвен за аргументирана критика и политичка дебата, но секогаш ќе се борам против оној талог во општеството кој што измислува и врз основа на тие лаги и конструкции создава хистерија и се обидува на тој начин да ја нападне работата на владата. Тука ќе се бориме. Конференцијата беше дециден дека треба да победува секогаш честната работа, трудот и оние кои прават стратегии и имаат визија како оваа држава треба да се развива.